каков сервис добиваат граѓаните при замената на личните документи? Едноставно прашање, меѓутоа одговорот се движи во рамки на тоа колку е подготвена институцијата која што го обезбедува тој сервис, во случајот владата преку Министерството за внатрешни работи. Ова е еден период кој што е прилично нервозен во однос на услугите кои што ги очекуваат граѓаните, што се гледа од обврските кои што произлегуваат од Преспанскиот договор од 2019 година и потребата за замена на документите во период од 5 години, кој што истекува за 1 до 2 недели, 12 февруари 2024 година. И во таа смисла граѓаните пред се од Скопје се соочуваат со проблеми во замената, односно добивањето на нови документи, пред се патна исправа, лична карта, возачка дозвола и секако оние кои што се предвидени со Преспанскиот договор. Сервисот во принцип се движи во надолна линија и тоа е обврска која што владата имала доволно време да се подготви, да ги сервисира потребите на граѓаните, меѓутоа, од друга страна, гледаме дека тоа не се случува на начин на кој што мнозинството граѓани го очекуваат. Така што Министерството за внатрешни работи и владата имаат доволно време да се подготват за овој процес кој што е сложен. Пред се, Македонија е прилично комплицирана во однос на образците кои што им ги нуди на граѓаните, со цел да ги задоволи нивните права кои што произлегуваат и од Охридскиот рамковен договор, што е висок стандард како можност секој граѓанин да има патна исправа во која што ќе има и обележја на националноста на која што припаѓа. Значи, тоа е високо гарантирано право, меѓутоа во пракса тоа не се остварува на начин на кој што е пропишано со закон и во таа смисла сведоци сме на редици кои што се формираат. Министерството направи напори, меѓутоа прилично доцна во однос на отварање дополнителни пунктови каде што тоа може да се направи, но гледаме дека тоа исто така не функционира на начин на кој што граѓаните брзо и ефикасно ќе можат да поднесат документи и да ги добијат новите исправи на кои што ги очекуваат, а за некои од нив тие исправи значат и можност за остварување на своите права. И оние во сферата на работното планирање на бизнисот, меѓутоа пред се и во слободата на движење. Сега на лична констатација, живееме во земја во која што е можно се, па можно ли е од тука некој да се обидува да прави некаков упад во целиот овој систем, со оглед на тоа дека сме во изборна година и сега веќе се е дозволено во наводници, нели? Дали може некој, ако сето тоа е испланирано како што треба, дали може некој да намерно да создава гужви, намерно да прави некаков бојкот на целиот процес или е невозможно? Ова е чисто лично прашање. Да, јас би се фокусирал на она што произлегува од Преспанскиот договор, каде што во точка 1, каде што во член 1, точка 10, има еден дел кој што се однесува токму за овој сегмент, каде што техничкиот преоден период, утврден со овој договор, се однесува на сите официјални документи и материјали на јавната администрација на втората страна, се мисли на Република Северна Македонија, кои што се за меѓународна употреба и документите за внатрешна употреба. Значи, но може да се користат и надвор од државата. Тоа е основот кој што упатува дека сите документи кои што на еден човек му се потребни, како патна исправа, возачка дозвола, лична карта и оние кои што дополнително се утврдени со Преспанскиот договор, тие треба да се заменат заклучно со 12 февруари 2024 година. Значи, ако договорот е официализиран, поминал во собрание, во службен весник, уште во 2019 година, тоа е период кој што возможува прилично добар временски период за кој што може државните институции кои што се обврзани да ги иницираат и да ги спроведат овие промени, тој да го направат. Имаме во предвид дека станува збор за комплициран процес, каде што партнерот, односно изготвувачот на овие документи, кој што е избран во еден претходен период, е од Германија. Значи, германските партнери работат со некоја предвидливост. Планирањата на потребните количини на образци подразбира правовремено да се најават од оној кој што ги подготвува, за истиот тој да може да ги подготви, да ги направи со сите заштитни белези и да ги испорача согласно со
договор кој што постои со него. Тоа е владата на Република Македонија, односно Министерството за внатрешни работи. Така што, ако овие образци во облик во кој што ги пропишува законот, на време се побараат, тие и ќе стигнат на време. Веројатно има некој проблем во планирањето и во начинот на добивање на овие образци. Тоа не се случува за прв пат. Значи, тоа го имавме и во некој предходен период, меѓутоа сега е ова еден од тие покритични периоди каде што рокот е јасно утврден и каде што тие документи треба да бидат изготвени и да бидат ставени во функција. Тоа е едниот аспект на кој што деновиве укажува и народниот правобранител, и ако се неговите информации точни, дека веројатно постои недостиг на образци, тоа е дополнителен проблем во делот на планирањето и на управувањето со процесот. Вториот момент е тесното грло, односно пунктовите каде што граѓаните се упатени да поднесуваат барања за замена на документите и тоа во континуитет ни се случува. Значи, ние имаме сега ситуација каде што во Скопје постојат неколку пунктови, каде што закажувањето одеше преку одредена надворешна фирма, која што го правеше тоа, не секогаш успешно и не секогаш етички и професионално, морам да кажам. И од друга страна, граѓаните кои што притиснати со рокот се обидуваат да дојдат до новите документи и каде што некој од нив кои што имаат поднесено, кои што имаат добиено термин за замена на документите, се одлучуваат тоа да го направат на новиот пункт каде што нема потреба од такви најавувања и каде што сведоци сме на редици и колони кои што постојат. И во таа смисла, дел од тие термини кои што веќе се потврдени, всушност стојат неискористени. Така што тоа е прашање кое што треба да се упати до институциите во Министерството за внатрешни работи во однос на тоа како ги планираат нештата. Меѓутоа, еден од клучните проблеми поради кои што овие колони на чекање се прилично издолжени е всушност периодот каде што постапување во сила на Преспанскиот договор во 2019 година, се уште во одреден период, од некои причини, Министерството за внатрешни работи издаваше документи со името Република Македонија. Така што, иако имавме во сила документ, договор, кој што ја обврзува нашата земја на нови образци, тоа се случуваше во периодот 2019-2020 година и каде што всушност многу од тие граѓани, вклучително и јас и моето семејство, кога извадивме такви документи пред година или две, сега сме упатени повторно да вадиме нови документи согласно со обврските кои што произлегуваат од овој договор. Така што тоа е повторно проблем во делот на планирање и на управување со овој процес. Ке поминеме преку сето тоа, ако е така. Што ако до 12 не успееме да добиеме документи? Сме во предвидениот рок, сме пријавени и требало да се случи сето она што треба да се случи. Тоа е прашање на кое што треба да одговори владата. Имаме одговори кои што се прилично дивергентни, кои што ги слушаме од официјални лица во изминативе месеци, и тоа е прашање кое што многу попрецизно мора да го објаснат носителите на извршната власт во нашата земја и уште повеќе како сугестија од овој разговор, тие јасни, бистри оценки треба да стојат на сајтот на Министерството за внатрешни работи, односно граѓаните да може да ги препознаат, бидејќи транспарентноста е битен елемент кој што во оваа ситуација ќе биде во корист на подобро управување со процесот. Моje мислење е дека немаме доволно јасни и транспарентни информации за тоа што ќе се случува на 13 февруари и понатам. Добро, продолжен рок за домашна употреба? Во најава? Значи, тоа е веројатно полесниот аспект кој што може да се направи. Меѓутоа, клучниот проблем е што ако вие на 13 февруари не сте стигнали да ја замените патната исправа, а треба да патувате од некоја неодложна причина надвор од земјата. Како ќе поминете во таа ситуација? Бидејќи тоа се работи кои што не се случуваат сега веднаш, но тие се планираат. Патувања, авионски билети, резервации и така натаму. Деловни средби, договори. А што е со граѓаните, например, кои што така на свој ризик излегуваат од државата, им истекува на 12 пасошот, како ќе се вратат дома? Тоа се исто прашања кои што, ако ги имаме јасно размислено
и имаме јасни одговори кои што се согласно со регулативата на сите ќе ни бидат од корис. Меѓутоа, во оваа ситуација, за жал, тоа го немаме. Одговорот треба се бара од надлежните институции, во случајот владата, односно Министерството за внатрешни работи. И уште една, ќе кажеме, болна точка за граѓаните, а тоа се регистарските таблички? Тоа е исто така прашање кое што е поврзано со Преспанскиот договор и за кое што од некоја причина се уште се чека. Истиот проблем ќе го имаме. Така што, повторно велам, ова се работи кои што секоја нормална држава на стратешки начин ги размислува, ги проучува, создава предпоставки за нивно спроведување. Во случајот ние бараме одговори на прашања кои што не знам дали некој ги знае во државата, а кои што треба да стапат во сила за 15 на дена. Тоа се одговорите на прашањата кои што допираат до граѓаните, одговорите на прашањата кои што се актуелни овој период и најверојатно одговорите кои што ќе ги добиеме по 12 февруари. Сега за вас малку, вие бевте 3 децении во Министерството за внатрешни работи, полицаец по вокација, по едукација, потоа и во меѓународната организација Иницијатива Мари, која што функционира тука се канцелариите во зградата на Македонската телевизија. Па колку е корисно за нас да има вакви, да сме членки на вакви организации, на вакви иницијативи? Мари иницијативата е производ на Пактот за стабилност, иницијатива која што Европската Унија и пријателите од светот ја формираа после крвавите состојби на подрачјето на поранешна Југославија. И таа беше една од позитивните приказни, се уште е позитивна приказна и посакуваме така да биде и понатамо, каде што сите оние прекинати комуникации помеѓу државите во регионот всушност се обновуваа по конкретни аспекти. Мари е иницијатива која што се однесува за миграцијата, азилот и враќањето на бегалците, прашање кое што е судбински поврзано со распад на секоја држава, како што за жал тоа беше и случајот со Југославија, и всушност иницијативата обезбеди преку владини представници кои што имаат свое седиште во Скопје, да ги обноват контактите, комуникациите, да се воспостави регионална соработка и таа да придонесе за размена на информации, подобро запознавање на новите состојби во регионот со можност за планирање и изнаоѓање решенија кои што се блиски или се поврзани со најдобрата европска пракса, со она што постои во Европската Унија. Да не должам, тоа е иницијатива која што ја оствари својата мисија и продолжува да се развива понатаму. Многу е важно што нашата земја го препозна овој момент уште во рана фаза и не случајно таа иницијатива доби седиште во нашата земја, во Скопје. Има бројни иницијативи, меѓутоа таа е една од повпечатливите и тоа придонесува и за афирмација на нашата земја, меѓутоа и за проактивно учество во областа на миграцијата, која што се покажува дека е феномен кој што е во надоаѓање. Ке има ли проблеми со миграцијата, некакви пореметувања во регионот, ке се случува ли нешто на таа тема? Миграцијата е секогаш актуелна. Не треба да се гледа само аспектот на нерегуларната миграција, бидејќи постојат и многу други аспекти на миграцијата кои што и се посакувани од многу земји, особено во период на нагло паѓање на демографскиот елемент во државите, во регионот и пошироко, така што со препознавање на состојбите кои што ќе дојдат, оние кои што имаат можност да го подигнат својот поглед и визија погоре, ќе можат и побрзо да се постават во тој процес и на побезболен начин да се соочат со предизвиците кои што ги носи миграцијата. А таа е тука и продолжува да биде тука. Професор доктор Трпе Стојановски од Глобална иницијатива, гости во Македонија на утро, благодариме што бевте со нас ова утро и ве чекаме повторно. Ви благодарам за поканата и сметам дека е добро ако конкретно за првото прашање имате соговорници од Министерството за внатрешни работи кои што ќе одговорат конкретно со одговори кои што ќе бидат разбирливи за граѓаните. На добра линија сме со МВР, ќе се потрудиме да го обезбедиме ова. Благодариме уште еднаш за учеството ова утро во Македонија на утро.